Во овој подкаст ќе замирисаме поточно ќе звучиме на скопски дијалект уинает на сите други дијалекти кои меѓувреме се негуеа низ хумористични емисии и сајтови од унутрашноста. Можете да го критикувате колку сакате, дека го загрозува македонскиот стандарден јазик, но неговите дела го докажуваат спротивното. Основач на фондацијата Македоника, чијашто цел е чување, негување и промовирање на македонскиот јазик и култура. Преку интернет страницата има споделено повеќе од 2000 бесплатни електронски книги за сите оние кои сакаат да читаат. Основач на првиот приватен весник во Македонија огласник М, на првиот и единствен таблоид М Експрес, продуцент на популарното ТВ шоу Џан разбира, а во 1995 година избра за менаџер на годината во полето на културата, а би додала во меѓувреме маж на столетието ако весницата е сопруга. Не за џабе, продажбата на неговите книги има хуманитарни цели. Тој најхумано ги отфрла парите, ама парите не го отфрлаат него. Торонто Експрес, Тивам Штркот, некогаш некаде, Тито мојот предпоследен херој и џабе живиш у Скопје, еден прекрасен град на кој ме дојдено преку таквото од сите. Добре дојде за Зоран Спасов Зов, сакам да ја прочитам пред да се обратиш на гледачите, следниците на мирисот на книгата, посветата уводот, што би рекле, да не ме критикуваат и мене, воведот. Посветено на еден прекрасен град на кој ме дојдено преку таквото од сите. На кој? Едиповци што на 40 години спијат у детска, корајбери што сакат леб без мотика, коковчиња со мобилни од 2000 марки, граначалничиња со муденца, копилјана која не поштоја постари, шабани што покушава да се покондурат, џанаци што смркаат глед маса уместо шприцер, арапџици што не го реновираат театар комедија, ропаци што се паркираат на место за инвалиди и други пореметени состојби на умот. Све е кажано. Зов, значи, онако што кажем, еден скопски абецедар од А до Ш, со фори фазони, да се смееш до подмочуење, додека како читаш, срекаш што е колку страници има, што не е повеќе затоа што не би престанали. Ако смеењето е нели формула за здрав живот. Колку време го собираш овој материјал? Како почна? Па, да ти кажам искрено, некаде околу 2 години е процесов за создавање на оваа релативно мала книга. Интересно се каже дека, да кажеме, 50-60% од овие изрази ја ги користам малтене секој дневно. Другите ги собирам, по нешто лево-десно ќе прочитам, али се да е нели во целта на тие два момента што се битни за оваа книга, тоа е скопскиот јазик. Не велам дијалект, но скопскиот јазик. Загрозен од дијалектите? Да, загрозен и скопскиот хумор. Затоа што и тука и у поговорот пишува дека скопскиот хумор за мене е последното нешто што остана од ова, да кажем, од овие неколку генерации, десетина, што последни мохиканци сме на добар хумор. И можам словно да кажам дека и регионално и светски имаме еден неверојатен хумор што се базира на, нели кажавме, на алегорија, на хипербола, и неверојатно мислам. Па и на една опценост, вулгаризми, нели само ние србите пцуеме повеќе од сите други во соседството и тоа го правиме од милотија, од љубов кон тој што го пцуеш. Дали ти некогаш ти имало ситуација некој да ти префрли зошто збориш скопски, зошто збориш скопски сленг, а не литературно кога се работи за печатен медиум? Да, анатемисан е скопскиот сленг. Тоа секако и тоа беше се додека до среќна нова, нели, тогаш прв пат се прозбере на скопски. И едино прв обид беше уствари мојата прва книга Тивам Штркот, кај што е ултра урбано скопски напишана. Битно да се негува тој, или да се негуе тоа, затоа што реално и нашите и предци сите збореле скопски, затоа што вие земете Нова Македонија 45-та не е на македонски јазик напишана, таа е на скопски напишана. Затоа што подоцна нели 45-та дури ќе се канонизира јазикот, па тоа додека влезе во процедура. Нас не го кина јазиков, нели, па Згора на тоа не ја намалува уметничката вредност, напротив, и сленгот, скопскиот сленг од Вардарска бановина нема намали уметничката вредност на почитување од Горан Стефановски, напротив, му даде една динамика на неговите дела и во Диво месо и во другите дела кај што нели го користи тој сленг. Колку обрти имаше Тивам Штркот? Не ме цензурирате, го цитирам насловот.
Тебе Штркот беше првата, ствари трендо ми ја нарача мене као расказ да напишам некој за Офнет. Јас седнав, напишав, искочи 80 страни, па го отпечативме у неколку тиражи. Отидоа парите во добротворни цели за деца без родители и потоа немаше више логика да го штампаме, го оставивме бесплатно се доwnloadира на интернет. Таму кај него отидоа некои 30-40 илјади даунлода, после го ставивме и на Македоника на фондацијава као бесплатно да може да се сркне, што викаат скопјани, да се даунлодира. И тука уште 100.000 даунлода, така да со некои 150.000 даунлода сигурно е најсимнувана, може да се каже и најчитана книга во Македонија. Џебе живиш у Скопје, ако не беше на промоција на истоимената книга, значи една неверојатна гужваница, турканица, народ, значи сите оние кои требаше да одат да го гледаат филмот на Милчо Манчевски Кајмак, дојдат кај тебе. Како Неочекувано. Неочекувано затоа што прво јас не објавив на медиуми дека ќе има промоција. Ова беше реално нешто пораки на Viber и сигурно половината дојда без покана, што се вика. И мене ме импресионираше стварно тоа колку го почитуваат, поготоа што на промоција секогаш се доаѓа кога има нешто муфте да се касне, да се пивне, овде ништо немаше муфте. И беше фантастично. Ја не верував, не сум видел во Македонија 600 души да има на промоција. Беше претесно и нормално тука голем придонес дадоа и трите музи мои што се и на насловната на книгата беа присутни. Џамбазов, Трендо, Миле Паника да. И секако весница да не ја заборавиме, пошто ке ми Не, она на крај го украде микрофонот и искочи. Жената на писателот. Да, појако од незе. Колку ти е таа ветер во? Нема, таа е ствари единствената моја муза. Може би ти е таа рецензентот, поминува се или не, зборјачно? Не, види, ја пишувам кога ќе ме прашат кај наѓаш време, ја пишувам од 5:30 до 8 саба или онако ќе стане више. Не може да пишуваш. Гасам компјутерот, нема шанс. Еве, ајде, сакав да те прашам и за претходните книги. Може би пред да те прашам за неа, ќе ти го цитирам ова. Кој најмногу се превртува у гроб? У последно време и зошто? Си ја читала книга. Сум ја читуцкала и можам да кажам дека стварно нешто што треба секој да го прочита, затоа што има многу филозофија. Не е ова само обична абецедар на фори и фазони, туку е буквално си ја вметнал филозофијата на човештвото, на животот, на хабитутот на скопјанецот. Да. У книга пише дека Тито се превртува у гроб. Тито ли се превртува? Да, зошто се превртува? Па зашто се кае што го донесе Гоце Делчев од Софија у Скопје на 7 октомври 46-та. Реално, мислам, буквално тоа е тоа. Целата приказна е кажана тука во таа. Значи не сум ја читала книгата, меѓутоа сум читала дека на неговиот погреб има дојдено буквално целиот свет. Тоа не се случило во цивилизацијата, во историјата на нашето човештво, да дојдат сите можни принцови, амбасадори, председатели, подпредседатели, да му се поклонат на гробот. Можеме сакаме да кажеме за него, меѓутоа побав председател немало во историјата на светот, пошармантен, похаризматичен. Битанга Белосветска, која знае сите да ги изманипулира и да ги изменаџира за доброто на Југославија, дури Аполон, Hello, we have a problem, како беше оно документарецот Houston, we have a problem. Се возеа застава 101 во Америка, затоа што знаеше добро да ја одржава таа Југославија. Не ги кажуваме негативностите и маните, меѓутоа позитивните страни. Што е во тој роман инспиративно за тебе, што си го... Тоа е историска фикција. Сите податоци таму се вистински. Имам и таму некаде 3 години, 4 години истражувања, дори до некои документи значи, со артефакти од КГБ, да. И всушност тоа е една исповед на смртна постела негова. Таму стажира еден доктор од Градска пратен, младо дете, и Тито го засакува као свој син, и секоја вечер као Шехерезада имаат различна тема. И тука Тито се каже за сите швалерки, за Шевел Ваков, онаков и така натаму. Тоа е се вистина. Гертруда Мунетич ја спомнува сите, да, ама не му била таа коња. И Даворинка, како беа и оперската певица и... Да, Пауновиќ. Инаку тука се открива дека бил за една вечер у врска со најпознатата
писателка на сите времиња, ама тоа мора да се прочита, нели? А таа книга е стварно една нарација од 3 плетенки, една љубовна приказна, мислам хроника буквално, и многу ми е драго тај што многу млади ја читаат таа книга, 25-30 годишни, што ми беше всушност и намерата, затоа што тебе што немаш тебе да изборам за Тито, ама младиве го доживуваат тоа како шок буквално. Затоа што младите не знаат дека југословенскиот пасош беше драгоценност, затоа и се крадеше. Вредеше повеќе од еден стан. Да. Тука и егото е на Тито, јас сум го соголил, тоест он сам си го соголува, се каеш кај изгрешил, што направил за Македонија реално. Сега неговите мисли се моите уствари мисли. Добар дел од тие мисли. Така да и многу интересно излезе. Од печат исто, 5-6 тиража, не знам колку не ми кажале. А и од таму целиот приход отиде во СОС Детско село, така да лани бевме прогласени за најголеми донатори на СОС Детско село, баш јас, литература и Тито, ние тројца заедно. Најубавото нешто што го правиш за Македонија, па ќе ти просто сите што користиш скопски дијалект, нели? Малку за представите, каде сега со твоите амбиции, што ќе направиш следниот чекор во штиците кои живо значат? Ќе скокнеш ли малку до Београду? Да, па има румор, смислам, има се слуша. Со Торонто Експрес беше една авантура кај што Микич реално имаше читано книгата и ме прашува еден ден, вика, може ли да аплицираме во Министерство за култура со твојот текст? Вика, не се, кој сум јаве со мој текст? И они аплицира и добија, без врски, замислите, у Министерство за култура, без врски, незамисливо е тоа. И добивме, седнавме и спотивме столчето заедно со Јоцо Симонов, со режисерот, неколку месеца и направивме еден прекрасен проект. Значи, еден хибриден модел на представа, што е нешто помеѓу монодрама, презентација, стендап, значи еден нов облик. Жанр, да, скроз. Една урневесна комедија, меѓутоа и урневесна трагедија во исто време. Значи, ти од дома треба да се спремиш како ќе доживееш представата. Можеш да идеш и да плачеш сати 15 минути, можеш и да се смееш сати. Популарно. Тоа беше тие два леера да ги поставиме у паралелни светови, да и многу измештани чувства, буквално многу измештани чувства предизвикуваме. Например, во текот на представата се смеат сите, умираат, меѓутоа последните 10 минути сигурно на 20-30% од публиката плаче со солзи од тага. Што е типично за балканците, со тој црн хумор, ние со србите ги спомнав за ценности и преокупираноста со псости, исто така ни лежи тој црн хумор. Колку има интелигенција во еден човек кој е духовит? Тоа е право пропорционално едно со друго, за мене. Меѓутоа, овој хумор овдека регионалниот, зборам се Босна, Србија, Македонија, е друг левел во однос на британскиот хумор, што важи нели за најсмешен. На британски хумор ние не се смееме. Да, зависи. Тоа е, прво за второ, тоа ми е некако low level. Овој овдека е стварно високо интелектуален хумор и затоа всушност ја тоа го собидов, покушав уствари по скопски да го преточам у книга. Да се нюансира онака да може баш сите да го разберат. Не знам што попарно прочитам овде брак од љубов, кога два лика дават заклетва дека до крајот на живот ќе имаат секс само со една особа и дека им е преку главот журки, искачања, спиења по 10 сата, гласна музика, нон-стоп спорт на ТВ. Овој настан задолжително е проследен со трошење енормна сума пари со цел да се докаже дека двајцата протагонисти се неизмерно среќни. Што ќе кажеш за бракот? И добар дел од книгава, значи има некои тематски целости. Да. Мислам, една од таа е односите помеѓу маж и жена. Да, и бракот е формалност. Боле спречите него лечите? И тоа. Тоа е едно од... Да, браков е институција што нема врска, мислам, како да кажам, надмината. Ја исто ја сакав, жена ми и пред бракот и после бракот апсолутно ништо не се смени, меѓутоа околината овдека прави да мораш ти да бидеш нели официализиран и така натаму. Нужно. И меѓутоа љубовта нема знак на равенство со бракот апсолутно. Братче Кавги, најчесто се оние кои двајцата покушаваат да докажат кој поише се заебал што се земал со другиот. Точно.
Што планираш сега? Дали ќе има нека нова книга во најава за представа? Ето очекуваме на Стерино или некаде ќе имаме Имам веќе еден кроки за една историска фикција за една македонска личност, да не откривам, што е забораена стварно и од држава, од институции, од народ, од сите е забораена, од историја. И сакам да ја, буквално да ја вратам на голема врата. А второто нешто што веќе не е у одмината фаза, ама веќе има костур комплетен е со ликови, со све, е една комедија Урнебесна, како ја дефиниравме ние, да може човек да дојде од Јурумлери и да му попушти бешиката од смеење. Значи, тоа не е звездата водилка, као што беа на времето Болва во Сорен Солунски пат тврди, значи таква модерна е сепак работен современа, наслов. да, ама пак и работен наслов е Среќна нова 99-та. И отслико има тука многу судири помеѓу диаспора, Македонија, комунизам, капитализам, богати и сиромашни. Иначе има 5-6 судира што мислам самиот тек на представата ќе го носат у една бравурозна, да кажам, завршница. Значи не застануваш. Да, и овој текст го пишувам универзално, ајде да кажем, нема да биде лоциран во Скопје, него може да се игра да не се во лутат. регионот. Да. Тие што не се во Скопје. И така останува, ни беше чест задоволство што се дел од подкастот Мирисот на книгата. А Оно што сакам да кажам на крај, џабе живиш у Скопје ако не го прочиташ ова, вреди да се прочита и џабе следите страница МК ако не замирисите на книга единствениот парфем со трајни вредности. Останете на страница МК.